Добар ден и од мене. За мене представува чест и задоволство да сум на овој приубав настан овде во Кавадарци, на покана на градоначалникот, на покана на општината. Денеска сум тука. Навистина представува еден исклучително добар и убав и би рекол настан кој што го одбележува овој период во овој регион. Навистина прекрасна организација, мислам дека целиот викенд, ако не се лажам, од петокот, од вчера почна, ќе трае јутре. Како што слушнавте и како што кажа Митко, очекуваме да дојдат овде во Кавадарци и одговорно да конзумираат вино повеќе десетици илјади македонски граѓани, но зошто не и од странство, луѓе кои што сакаат да го посетат овој настан. Ето и официјалниот почеток на гроздоберот е, нели, денеска. Јас ја користам таа прилика и да им посакам успешна берба на лозарите, нели, во периодот кој што следи. И нормално тие кои што својот труд го вложиле изминатиот период, соодветно и да биде платен тој истиот труд од страна на откупувачите. Знаете дека тоа години наназад представува голем предизвик за оваа влада, бидејќи секогаш мора со манипулации, со лаги да се служи кога станува збор за откупот на трудот на лозарите. Но како и да е, јас ги повикувам сите граѓани во Македонија, но и сите оние кои што не следат и надвор од Македонија, овој викенд, денеска, утре да бидат тука во Кавадарци, да бидат дел од овој спектакуларен настан и да уживаат во добро расположение, со убава енергија, затоа што убава енергија ни е потребна, убаво расположение ни е потребно. Впрочем, да се чувствуваме убаво во денешно време представува предизвик, а зашто ние денеска и јутре да не се чувствуваме убаво, бидејќи овој карневалски настан нас сите ќе направи да се чувствуваме убаво. Ви благодарам. Ако имате други прашања, ви стојам на располагање. Малце настрана од темата, убав повод од сите што сме овде, меѓутоа состојбата во Македонија е таква каква што е. Случајот онкологија, како да се труди некој да го стави под тепих. Власта уверува дека институциите работат. Меѓутоа, кој е вашиот коментар однос на тој случај и однајде и другото прашање? Инфлацијата дивее и понатаму, па како ја коментирате економската состојба во Република Македонија? Некако овие теми како да не може да не заобиколат и покрај тоа што сме за спектакуларен преубав настан дека собрани во Кавадарци. Но тоа е реалноста, за жал, која што ја живееме и ние и граѓаните. Споменавте за случајот во онкологија, за овој грозоморен мафијашки настан кој што ја тресе македонската јавност изминативе денови, изминатиот период. Гледате како луѓе блиски до владеачките партии се здружиле и на маката на луѓето профитирале. Нешто што е за целосна осуда, но она што повеќе од све загрижува е што органите на прогонот, покрај тоа што на дневна основа се занимаваат со ВМРО, ДПМН и со опозицијата, гледате како да се тоа го ставаат под тепих, го игнорираат, го забораваат и до овој момент, можеби после повеќе од 10 дена, 2 недели, нема ниту пак било каква информација, ниту пак луѓе кои што некако се поврзани со овој случај. Ги има многу. Јавноста ги знае, не може некој да ме убеди, ниту мене, ниту било кој, дека тие кои што ја водат истрагата не ги знаат имињата на луѓето кои што се највиновни за ова што се случувало на онкологија изминатиот период. Но морам да ги потсетам дека за неколку месеци од денеска ќе имаме нова влада која што ќе ја предводи ВМРО ДПМН и дека и тие што ова го ставаат под тепих, но и тие кои што се дел од ова грозоморно мафијашко здружување ќе бидат изведени пред лицето на правдата во најбрз рок. И јас лично ќе побарам највисоки казни и за овие кои што се обидуваат под тепих да го става случајот, но и за тие кои што се најодговорни што ова се случувало. За вашето второ прашање поврзано со економската состојба и со галопирачката инфлација, повторно и во август месец гледате дека трошоците за живот се огромни и се над оние кои што се во ЕУ зоната. Тоа е така поради тоа што имаме неспособна влада. Економијата во државата не мора да ја гледаме само кроз бројките и податоците кои што ги објавува Државниот завод за статистика. Само е доволно да излезете на пазар и да ги погледнате цените, ќе видите дека тие 2 до 3 пати се повисоки него ли тоа што биле
пред една или две години. Тоа директно удира на стандардот на граѓаните. Пред некој ден истиот тој Завод за статистика објави податоци за индустриското производство во првите 7 месеци едва и само 1% е пораснато. Споредено со истиот период од минатата година, но на што загрижува преработувачката индустрија, таа да речеме во првите 7 месеци е под нивото од првите 7 месеци во минатата година, а во месец јули таа е помала за 1,2% во однос на истиот месец минатата година. Се се ова параметри да не ја оптеретувам денешната изјава, кои што наведуваат на лошата економска состојба и стандардот на граѓаните. Решение за ова се избори. Ние цело време зборуваме колку подолго остане оваа неспособна и криминална влада на ДУИ СДСМ или СДСМ ДУИ како сакате, толку поголем цех ќе плати државата и граѓаните. Единствен начин да се казнат овие криминални измамници во владата се изборите. Ги повикувам граѓаните во Македонија. Сите оние кои што се политички определени или сите оние кои што можеби и не се политички определени, да се приклучат кон ВМРО ДПМН и коалицијата и на следните избори кои што за неколку месеци од денеска ќе се случат, да излезат и да гласаат. Со седење дома не можеме да помогнеме во процесот. Мораме да излеземе масовно и да ја поддржиме опцијата која што се обединува се повеќе околу ВМРО ДПМН и коалицијата која што ВМРО ДПМН ќе ја предводи. Тоа е единствениот начин. Овие политички измамници и криминалци да се соочат со одговорност. Ниту една измена во било каков закон нема да им помогне. Јас тоа го кажав. И латно знаме да стават. Не европско. Златно знаме да стават. Има и други членови, десетици други членови и во тој закон и во други закони по кои што ќе бидат тие изведени пред лицето на правдата. Криминалците нема каде да избегаат и не може да се скријат. Но единствен начин да ги поразиме криминалците се масовно да излеземе на избори.